И покрај се вкупните кризи во општеството, продолжувачите и почитувачите на животот и делото на доживотниот претседател на поранешна СФРЈ Јосип Броз Тито и на овој 25 мај денот на младоста ја организираа традиционалната штафета. Членовите на Сдруженијето продефилираа со автомобили, со знамиња и со други препознатливи символи на некогашната федеративна држава по главните кочански улици, подсетувајќи на тој начин на Титовото време. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани се собра по повод 25 мај, денот на младоста и денот на роденденот на нашиот маршал и патрон Јосип Броз Тито и воедно 130 години од неговото раѓање. Како секоја година и оваа година ова друштво ги обележува сите значајни празници и датуми поврзани со Социјалистичка федеративна Југославија. И можеме да се похвалиме да кажеме дека сме единствено друштво кое што секоја година, а денот на смртта на нашиот патрон, маршалот на Југославија Јосип Броз Тито, сме секоја година во Бело. Така и овој празник го прославуваме со дефиле низ улиците на Кочани. По некој пат одеме и до некој од селата, а после тоа во трговски центар е било предавање на штафетата и горе на Дабо еден скромен ручник. Но оваа година тие две манифестации ќе изостанат од познати причини. Годинава во согласно со кризните состојби, организаторите од Сдруженијето ги изоставија предавањето на штафетата на младоста во трговскиот центар и средбата кај локалитетот Дабот во близина на село Бели. Пред 20 на дена, поточно на 4 мај, членови на Сдруженијето го посетија гробот на Јосип Броз Тито на Дедиње во Белград, каде се сретнаа со членови на Сдруженијата од повеќе градови од поранешните републики кои ја сочинуваат СФРЈ.